За 3 години Северна Македонија и Грција треба да дојдат до договор за употребата на трговските марки, географските ознаки, брендовите и комерцијалните имиња, кои во себе го содржат и терминот Македонија или предавката македонски. Ѓорги Филипов, копредседавач на Македонско-грчката експертска комисија, формирана согласно Преспанскиот договор, вели дека нивна задача меѓу другото е да ги охрабрат, но и да им помогнат на деловните заедници од двете земји да дојдат до меѓусебна согласност кои имиња би биле прифатливи за двете страни. Нормално дека тука Хеленската република има многу повеќе, поголемо е стопанството, интегрирано е веќе во Европската унија, а ние од политички причини голем дел од марките не можеле да бидат заштитени. Сега за тоа се треба да се разговара. Што пречи, кому пречи, дали воопшто пречи, така да што можеби некои марки ќе останат, ако не пречат никому од едната и од другата страна, можеби некои ќе се согласат да бидат укинати. Според Државниот завод за индустријска сопственост, македонските компании имаат 344 меѓународно регистрирани трговски марки, само 5 од нив го содржат името Македонија. 5 меѓународно регистрирани производи има и со македонски географски ознаки, помеѓу нив е и Охридскиот бисер. Михајло Филев, кој е производител на овој бренд, вели дека е многу важно да се знае од каде потекнува нивниот производ. Тука во Охрид исто така е бисерот многу битен елемент и сегмент кој нормално го посакуваат туристите да го видат и начинот на изработка. И потоа сме препознатливи. Затоа многу значи да биде заштитен. За територијата на Република Северна Македонија, од вкупно 14.556 трговски марки на македонски субјекти, 79 го содржат зборот Македонија, 77 англиската верзија на името Македонија, а придавката македонски 12 регистрирани трговски марки. А Филипов пак вели дека од целиот процес можат само да добијат и двете страни. Ако никому не му пречи ни да речеме македонска алва, зашто да не постои? Или ако не му пречи, не знам, нешто што е со македонска придавка или нешто што е од Македонија. Ние досега не сме имале ни една марка во Европска унија заштитена со терминот Македонија, така што ние тргнуваме од една точка во која што нашите компании можат само да добијат. Инаку новиот грчки премиер Мицотакис Нодомна кажа дека нивни приоритет е заштита на брендот Македонија, тој ќе се бори за зајакнување и промоција на сите производи кои го носат тоа име. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.